Повеќе од една година никој не ги контролира вработените во АНБ. 14 месеци секторот за внатрешна контрола е без раководител. Причините се внатрепартиски судири во СДСМ, обвинува опозицијата. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски потенцира дека со неименување на шеф на овој сектор постои отсуство на надзор врз мерките кои ги спроведува АНБ, што доведува и до проблеми во испитување на конкретни случаи, како овој со Нишченко. СДСМ реши да не направи кворум на својот директор Виктор Димовски на седницата за контрола на работата на АНБ Јара, кога требаше да се избере директор за внатрешна контрола, затоа што веројатно клановите во рамки на СДСМ кои што сакат да ја контролираат АНБ не може да се договорат помеѓу себе. Така АНБ 14 месеци нема директор за внатрешна контрола и никој не го спроведува контролирањето во АНБ, иако тоа е клучен сегмент. Николовски вели дека случајот со Нишченко е само капак на проблемите во и околу АНБ. Посочува дека 3 години Димовски не го спроведува и членот 67, став 1 алинеја 7, кој се однесува на задолжително полиграфско тестирање врз вработените во АНБ, што е основен законски услов да се стекне работен однос во службата. 3 години нема одговор. Колку од 381 вработен во АНБ поминале полиграфско тестирање за проверка на професионалниот интегритет, а колку се покажале недостојни за вршење на службата заради негативен полиграф. А овие денови АНБ и Виктор Димовски приредуваат уште еден скандал со бегалецот Нишченко. Споменувајќи ги и другите скандали како они со пасошите со тут идентитет на светски барани криминалци, како и случајот со фирмата Инфинити на синот на Милорад Додик, Николовски додава дека Спасовски не може да бега од одговорност и очекува институциите да реагираат со одземање на државјанството на Нишченко, а единствен излез на крајот е Спасовски и Димовски да поднесат оставка.